со мене е Дејан Андоновиќ, бидејќи меѓу образование и правда не е лошо и за меѓународна Стои малку и светот. А денешниот брифинг ќе го започнеме со еден инцидент кој што вчера се случи, многу сериозен инцидент кој што вчера се случи во Пентагон. За што станува збор? Практично уапсена е кокошка која влегла ненајавено и без ги поминала сите оние безбедносни процедури, оние 6 прстена околу Пентагон воспоставени по нападот на 11 септември 2001 година. Никој не знае. Тоа е безбедносен инцидент, колку и да е лака малку шеговито дека уапсена кокошка која се клюцкала. Вчера беше тоа е прилично третирана тема од медиумите. Сега додуше кокошки имаат и крила, сега не се баш за да летаат на југ. Да, но се постава прашање како влегла, ако се земе во предвид дека тоа се таму е на едно највисоко можно ниво, особено што нели почнаа веќе оние шеги Путин ја испрати својата кокошка да шпионира, до таму да ја наречат Етел Розенберг по шпиунката на Советскиот сојуз, американката која 50-тите години на минатиот век во време на студената војна била откриена во Пентагон како се бави со шпионажа во корис на Сталин, мисля, че не беше тогаш се уште во Советскиот сојуз. Така да, можеби ние се шегуваме се дека кокошката е уапсена и веќе ја испрашуваат, а веројатно може да заврши нели во некој од рестораните да биде послужена. Си бил во Пентагон, какви се твоите искуства со? Па, мене ме шокираше оваа вест, пошто кога јас бев у Пентагон, таму буквално првин ти се исклучува телефонот, второ цело време си под некаков скен, нема шанси, ние и влеговме како новинари во Пентагон, меѓутоа имавме насока на движење каде што мојот темперамент отидеше лево, веќе имаше некој униформиран да ме врати у линијата. Што велат, пиле не може да прелета, ама кокошки пиле не може да прелета, но кокошка. Јас морам да ти кажам дека кога јас бев во Пентагон, не дочека еден каплар униформиран и бидејќи Пентагон е една огромна градба која што е, да речеме, со персоналот што го вработува величина на Кочани. Бака да направиме Отприлика, значи еден помал град и така, со огромно пространство, огромни паркинзи и така натаму, не знам колку капи, има од капија до зградата одење едно 20 минути, огромно, тоа не е битно. Меѓутоа, Капларов кога не дочека, бевме група 3-4-5 новинари и одевме на состанок со некои од тамошните, сега веќе не помтам генерали што беа и така натаму. Капларот целото одење од 20-30 минути одеше пред нас свртен со грбот на како на нас не гледа, а свртен на нас за тоди, врти по ходниците, се качува по скали само за да нема сите во вид до тополе. Тоа го доживеав и јас и ја велам затоа ние никад нема да бидеме американци Пентагон, бидејќи канцеларија до канцеларија луѓето не се познаваат, а јас за тие 5 минути успеав да се распрашам, па брзо ме вратија. Го спомнавте Пентагон и влезе министрот Тупачевски, бидејќи сепак Пентагон е Пентагон, така што теа не благодарам за ова кратко брифирање. Не е тоа неважен настан од вчера. Да добиеме информација дали кокошката послужена или се уште е во оној притвор, како се вели. Да, истражен предистражен притвор.